денешното издание на емисијата Од блиску со ја имаме презгодната, преубавата, една од најдобрите македонски пејачки во нашата земја, Елена Ристевска. Здраво, пред се, добре дојде во емисијата Од блиску со. Добро ве најдов. Многу ми е драго што сум тука во Битола. И морам да признам, без разлика што е можеби еден од најголемите градови во Македонија, има една од најбавите публики. Така, многуминајте кога веќе почнавме со битолската публика, многумина битолската публика ја оценуваат како специфична публика. Ете, ја имаме таа чест и задоволство да те снимаме вечерва веднаш после твојот концерт на Магнолија. Како си задоволна од тоа како помина концертот тука? Одлично, со оглед на тоа што се работи за еден посебен настан, отварање на руски конзулат во Битола. Прилично очекував многу поинаква публика, можеби, да речем многу поосталожена, многу помирна, но ме изненади тоа што навистина имаше стварно многу публика, како што гледав не можев да догледам колку има публика низ целата улица, низ цел широк сокак. И морам да признам дека најмладата публика, она што најмногу го сакам, бидејќи се најгласни како едно хорче, секогаш се тука која нели е потребно да отпеат нешто и они. Така што публиката многу е битна. Можеби да речем 50 или 60% од атмосферата е публиката. Колку год бидете вие најрасположени, дајте се целосно во концертот и во емоциите, доколку публиката не е расположена или ставно не ве прецепира онака како што треба, не може да биде успешен настан. Долго време ве немавме тука во Битола со посебен концерт. Верувам дека ете битолската публика со воодушевување ве чекаше од она што навистина можевме да го заклучиме од таа атмосфера, од таа еуфорија која што владееше во текот на целиот концерт. Преценили се тука тие искрени насмевки, искрени коментари на сите дечиња и буквално ете, морам да го споделам тоа со нашите гледачи, ја се разбира, ќе имаат можности да го видат од инсертите. Кога слеговте од сцената, буквално сите ве нападна и сите сакаа да се сликаат со вас. Верувам дека тие моменти се баш оние посебните за кои што навистина премногу уживате. Вака, значи, на сцената може да бидете господ, може да бидете најдобар пејач, можете да имате најубава атмосфера на самата сцена, но доколку кога ќе се симнете од сцената, не сте да кажам, посветени на собствената публика, на своите фанови, мислам дека се е залудно и се е џабе. Моите прекрасни танчари токму ова го искоментираа, како можеш толку многу луѓе околу тебе, толку многу деца, со сите се сликаше до едно. Да, со сите ќе се сликам до едно, затоа што тие дошле за мене таму. Најмалку што можам да направам е да ги спочитам и да се сликам со моите фанови, посебно за најмалите, па ќе кажам, уште поголема сатисфакција на моја возраст, од тоа уште поголема сатисфакција се повозрастните, така што многу ми е драго што публиката ме сака и тоа е можеби нескромно звучи кога човек зборува за сам себе, ама навистина ако публиката ве бара и ве сака, треба да и се дадете максимално. Доколку не ве бара, глупаво е да се ставате самите себе и да се натурате во кажем на самата сцена. I prelate,
на вистина сте за пофалба ете што и вие се давате максимум кон својата публика и тука сте за неа во секое време и покрај напорниот концерт, верувам и не беше толку напорен секогаш и уживување кога настапувате пред вашите, ете го одвоивте тој момент од вашето време за да се фотографирате и да ги споделите тие заеднички моменти со вашите фанови. Концертот е пред се многу важен фактор е озвучувањето. Во ситуацијава навистина се погодивме како екипа. Од тонецот кој што навистина е еден од најдобрите во земјава, пак ја кажам, многу малкумина го знаат тоа за сцената или да кажам на самата сцена што се случува и што вие слушате. Најважно ако вие се слушате добро, ќе го дадете не максимумот, него и повеќе од она што мислите дека можете. Конечно се собра правата екипа на сцена. Многу уживање на сцена од секој еден член во неа. Значи тоа го чувствувам на сцената. Доколку тие што се со мене на сцената немаат позитивна енергија, ниту јас можам да бидам како што треба. А нешто што последниве години го преферирам да го правам, тоа е исклучиво настапи со бенд во живо. Значи немаме друга не давам друга опција, никогаш не давам опција, било каква друга опција не давам. Значи единствената опција е сите мои 6 членови на бендот да се качени со мене на сцената и јас со нив 7 души во за прв пат моите танчери од Beatrix Crew, кои што се едни од, да кажам, светски прваци во танцувањето. За прв пат направија нешто поразлично и мислам дека побомбастично кога се работи за атмосферата. Секогаш си отворена, доста позитивна личност, ја искажуваш секоја емоција, посебно кога си на сцена или тоа можеме да го видиме преку твоите настапи или преку видеоспотовите, бидејќи целта на мојата емисија е што поблиску да те доловам до нашите гледачи, освен нели оној професионален живот, би сакала да начнеме и малку прашање од приватниот живот. Се разбира колку времето што ни дозволува, верувам дека си и уморна после овој концерт. Каква е Елена Ристевска во приватниот живот? Многу често луѓето имаат, да речам, дилема или една бариера за тоа какви сме ние навистина приватно. Јас секогаш имам една реченица која вели ние сме и поедноставни и пообични од било кој обичен човек. Ако можам да наречам дека постојат обични или необични луѓе. Се мисли на јавни личности и на публиката. Јавните личности се дури пофлексибилни и поедноставни. Дури повеќе ќе видите претенциозност за некакви нешта, за некаква работа или ќе видите повеќе ароганција во обичниот свет, да речам во публиката, отколку што ќе видите кај правите јавни личности кои си работат својата работа, да кажам со цело срце. Во приватноста сум само една, да кажам, нормална девојка која си има своји принципи, но секако вредностите, да речам, и морални и општествени вредности се е дел од мене. Иако можеби се обидуваат многумина да ме представат поинаку, но и тоа го разбирам, бидејќи сепак мора и порталите и новинарите и, да речам, медиумите да живеат од нешто, па некогаш ќе подизмислат некој наслов, некогаш ќе малку ќе додадат нешто ќе филуваат некоја приказна и ќе направат нешто од нас што не сме. Но во суштина преку музиката не можете да излажете кои сте вие реално. Јас сум претирано многу емотивна, иако може да ме представува тотално нешто спротивно од тоа. И единствено се борам преку музиката да го покажам и докажам тоа. Доколку низ редови или меѓу редови може некој да прочита многу нешта, може да прочита од моите текстови.
имам среќа што сум и автор и ги пишувам своите текстови, па можам да се искажам буквално онака како што се чувствувам, тоа и го пеам на сцената. Една од тие песни е Бешминка, потоа Немаш право ти да ми судиш. Не се мисли на конкретна ситуација, се мисли на никој нема никому право да суди, посебно кога не ја знае другата страна на приказната. Ја знаеме само едната страна на приказната. А судиме без да знаеме што всушност се крие во позадина. Некогаш едноставно не може да проговорите некои работи јавно. Не чини да проговорите јавно за некои работи, иако ја сум претерано многу отворена и искрена и скоро целиот мој приватен живот на тацна го ставам, поготово на сцена. Значи јас на моите концерти знам некогаш да споделам некоја приказна, некој мој момент, некоја интимна ситуација или нешто што ме натерало да напишам некоја песна. Така што колку год да сакате да се представите во максимално најотворено светло, некогаш некои работи мора да останат за вас. Морам да признам дека текстовите, оние кои што ти ги создаваш на вистина се прекрасни. Ете би рекла, допираат до сите луѓе, многу луѓе се пронаоѓаат во нив. Од каде ја црпиш самата инспирација? Може би е поврзана со некоја ситуација или некое случување, од каде ја добиваш? Или може би ете во моментот се случило да ти дојде некоја мисла, па да седнеш, да земеш лист хартија, па да го запишеш она што го мислиш во моментот? Види вака, значи во моментов може би ме инспирираш за некоја песна. Тоа е целата поента, значи ситуација, момент, збор, книга прочитана, иако сум огромен љубител на книги, па најчесто и од таму знам да црпам некаква, да речам, мисла или фраза која подоцна ќе ја преточам во песна. Некој филм, нечија туѓа приказна, нечија туѓа биографија ме инспирира да направам текстови, да земам да имаме повеќе време и да земам да ви разглавам, да ви анализирам кои песни и како се на кој начин напишани и што ме инспирирало. Напросто ќе останете без зборови, бидејќи секоја една песна има приказна. Ништо не е напишано наменски само за да биде хит или да има некои зборови познати да им влезат во глава на слушателите и лесно да стане хит. Не, секоја една приказна, секоја една песна е создадена со цел. Така се надевам дека во иднина ќе имаме барем повеќе време. Искрено би сакала јас и сите наши гледачи да слушнат токму посебно за последните песни кои што ги издаде. Повторно ќе речем, на вистина се одлични, прекрасни текстови, прекрасни зборови. Не те се надевам, како што кажам, ќе имаме можност во друга прилика сето тоа да го споделиме со нашите гледачи. Ете, бидејќи кажав поблиску да те доловиме до нашите гледачи, кога ги немаш овие работни ангажмани или кога ги немаш тие концерти, како поминува еден твој обичен ден? Најчесто кога имам премногу работа, деновите кои ми следат, а тоа е например од утре натака, пред моето следно патување кое е недека отприлика на 6-ти, всушност патувам за Милано, бидејќи сестра ми е дел, мојата сестра е инак уметник, еден од можеби најдобрите уметници според мене, па ќе кажам, може да сум пристрасна, но сум премногу горда сестра затоа што одиме во Милано на Арт Експо. Тоа е саем за уметници, за уметнички дела, каде што таа учествува со своје дело и ја представува Македонија. Како што јас ја представувам преку музиката својата земја, така сестра ми е многу малкумина, знаат за неа заради тоа што всушност она е премногу скромна и не сака да се експонира во медиумите. Буквално ја молам некогаш да излезе и да каже нешто, но премногу е затворен и уметнички тип, знаете какви се уметниците, малку поповлечени. За разлика од нас, нашата професија е сосема поинаку и ние мораме да бидеме достапни и за вас како медиуми, но и да чујат за нас нормално нашите слушатели и публика. Така што тоа е моето следно патување. Деновите кои што ќе ги искористам до следното патување се исклучиво на уживање. Значи, нормален ден еден мој тече со тоа што ќе станам во, не знам, 11 часот, 10 часот, наутро ќе испијам едно кафе, ќе завршам некој убав разговор, дали со моите родители, дали со сестра ми, дали со најубавото нешто што ми се случило во мојот живот, тоа е мојата внука. Делфина, значи, ако верувате дека единственото нешто во тешките времиња кои ги поминувавме изминатиот период со мојата фамилија, во мојата фамилија, единственото нешто што ми будеше радост, тоа беше Делфина. Не можам ни да ви објаснам колку многу ми значи тоа, сушто што ќе кажам, кој има само 2 години. Дури на сестра ми пред некое време, кога бевме во Хамбург, бидејќи со сестра ми бев таму, и викам, леле, внука моја, срцето мое, нормално и милион епитети, зборови, реди секоја тетка за своето внуче, но најсмешната фраза која кажа беше
срце на тетка мајкино. А ја не знам од кај ми искочи тоа, дали дека ја сакам како мајка. Дека имаше еден период во кој јас чував некои 2-3 месеци, јас ја чував по 5-16 сати. Дневно и не ми беше воопшто тешко. Имаше моменти кога ќе полудев од тоа, бидејќи многу беше во чудна возраст, некоја беше многу малечка и плачеше и вриштеше, не можев да ја нахранам. Единствениот лек за неа беше пеењето, значи пее под Сабајле од 7 до вечер. Еве голем поздрав и до неа. Се надевам, можеби во иднина ќе ги наследи твоите стапки, па дури и помалечка ќе имаме можност да ве видиме заедно на сцена. Талентирана. Кога ја чував мала, кога беше, значи јас кога пеев, знаеше така некои тонови да извади што напросто не знам дали ги посидува секој бебе. Ама мислам дека ќе биде многу талентиран. Но така мислам, бар во уметностите сигурно ќе биде дел од уметностите ќе има во себе, дали со цртање како мајка или пењето од тетка и или можеби играорка како баба е, бидејќи од таа страна баба е во танец играла, била играорка, така што од повеќе аспекти уметноста ќе биде. Уметничка душа ќе биде така, ќе очекуваме во секој случај, мислам дека допрва ќе се дознава за неа. Кажи ми колку покрај сите овие опрски наоѓаш време за да излезеш на кафе со твоите пријатели. Кажа дека доволно време му посветуваш на своето семејство пред се на твојата внука, но оние моменти поминати со пријателите на ручек или на кафе или вечерни излегувања, дали воопшто ги има такви? Се случува некогаш помеѓу 2-3 состаноци да направам едно кафе со другарка или со некој пријател или пријателка. Имам навистина многу познаници кои прилично многу ретко се гледаме, но кога ќе се видиме навистина многу убав однос имаме. И од секоја можна фела, значи буквално пријателството не бира статус, не бира професија, едноставно ве спојува со луѓето. Значи познаници имам навистина многу, другарки и другари имам исто така многу. Морам да признам дека најмногу внимание и време посветувам на семејството, колку што имам време посветувам и на пријатели. Така. Искрено пријателство на сцената помеѓу вашите колеги постои? Кога сме тука веќе ме влечеш за јазик, ама вашата, да речем, сограѓанка или сонародничка, како звучи, Каролина, која си е најпрва битолчанка на светов, најдобар ваш представник, значи на градот. Се дружиме навистина многу често. Можда не толку многу, бидејќи од врските ниту моите незините не дозволуваат. Но од сцената се дружиме многу со Незе и со Владо Јаневски. Дали не сближи кампањата политичка поради која што се споивме најмногу, да речеме, ете. Има нешто убаво и во тие некои неубави моменти, за жал. Не спои кампањата, навистина многу подобро се упознавме и тоа беше една причина да се сближиме. Можда и една од најблиските другарки ми е Каролина. Значи, се консултираме за професионални работи, за приватни, се дружиме, да речем и приватно многу и со наши, да речем, други другарства, се спојуваме, се знаеме меѓу себе, така што стварно, после толку години, јас сум 15 години на сцената, таа е можеби над 20 години на сцена, навистина постојат искрени пријателства, тоа наше пријателство е доказ. Така, се согласуваме. Вие сте успешен пример и доказ за пријателство, дека сепак може да постои пријателството помеѓу колегите. Кажа дека 15 години си на сцената, ако не се лажам, колку години, околу 14-15 имаше кога за прв пат излезе? 16 години имам, значи сега имам 30, значи 14 години, веќе 15-тата ја. Така, верувам дека љубовта кон музиката кај тебе беше уште од мали нозе. Кога беше да звучи клише момент, да, од секогаш знаев дека ќе бидам тоа што сум денес.
И тоа знаев дека ќе имам своја публика, не само да пеам негде во некој клуб и слично. Па можам да кажам дека концертите кои што како што беше овој вечерва ми беа мојот мотив, а не толку многу клубовите и дискотеките и да речем тезгарењето понародно кажано. Од дете, од бебе. Сите можни да речем надпревари, училишни настани, дали млади имитатори, имавме една, да кажам, манифестација во училиште. Сите можни, да кажам, прилики каде што се можело да се отпее некоја песна, сум била дел од тоа. Идев на Игрор на 9 години, стои таму, изведував песни, пеев, можеби етно песни народни, но и тоа е, да речам, дел од музиката каде што се моите почетоци. И секако многу настани каде што се пееле песни и странски, и туѓи, и така натаму. Она што ме интересира колку ете во тие сами почетоци кога беше малечка, ја имаше поддршката од твоите блиски, од твоето семејство, бидејќи нели сепак поддршката е она што е најбитно. Најголемата поддршка од семејството, дефинитивно. Да, најголемата. Доколку тие не се искрено, никој не може поискрено и побезусловно да ве сака од вашите родители. Многу важно нешто е здраво семејство. Многу најбитното нешто е за да се изградите во нормална личност и да не ве уништи или да речам расипе овој свет на или овој да речам бизнис музички, бидејќи не е се така светло како што можеби од страна изгледа, не е само се застануваш си пееш на сцената и тоа е тоа. Многу важна подлога е фамилијата. Ако фамилијата ве држи како што треба и ве држала во почетоците кога сте биле навистина детенце, на 16 години, целосно застанала мојата фамилија зад мене, но во поддршката морална пред се и во сите можни други типови на поддршка. Така, што е она што најмногу те прави среќна во животот? Што е она што најмногу уживаш? Ете, освен нели љубовта кон својата внука, времето посветено на неа, што е она што најмногу го сакаш и најмногу те прави среќна? Многу нешто имам кои што ме прават среќна. Една од работите која што, да речам, ме прави среќна е читањето книги. Не знам, некој голем љубител сум на книги. Мислам дека повеќе книги купувам од шминки, за разлика од секој друго нормално женско. Потоа уживам многу во пишувањето на текстови, без разлика што ми е и тоа дел од професијата. На некој начин ми е едно огромно уживање. Сликањето, цртањето ми е исто многу голема љубов, фотографијата како уметност ми е исто така дел од мене. И многу сакам, например, да речеме, кактуси одгледам, многу чуда од тоа, кај би рекол. Да, кактуси многу сакам, значи поготоа кога ќе расцветаат, ми се сте видови на кактуси, значи не знаете колку многу видови на кактуси има. Една колешка од факултет, додека учевме, ми го пренесе тоа како љубов. И можам да кажам дека еден ден кога ќе бидам во постари години, дефинитивно хоби ќе ми биде покрај сликањето, цртањето. Мислам дека ќе ми биде и билкарството. На вистина интересно, морам да го признам. И има и други типови на, не знам, значи никогаш не ми е досадно. Секогаш си наоѓам нешто што можам да го правам, инаку не знам колку знаете, изработувам накид. Обожавам да креирам облека, значи тоа е еден дел од мене, никогаш посебно не сум го истакнала, можеби заедно со креаторите, сите креации кои што ги носам ги сепак има твое влијание. Имам голем удел во приказната и знам што сакам, тоа е многу битно. Кога знаете што сакате и на сцената, така, и за сцената, секако многу полесно име и на соработниците ваши да ви го дадат она што ви е потребно. Така, она што те нервира, што знае да ти извади буквално од такт. Има многу нешта, ама не изборувала сега за негативни работи. Пробам колку можам да ги избегнувам нештата и луѓето кои ме прават негативно. Буквално многу по зрело и многу попаметно реагирам на таквите нешта. Не успева никој да ме изнервира и ништо. Дури и тие луѓе што треба можеби да ме изнервираат, од последно време многу сум сталожена. Ретко избувнувам, ретко сум импулсивна, иако се случува и тоа нормално. Но си научив некој терк да не ме допира се. Во прв момент можеби ќе ме изнервира нешто, но секој чудо за 5 минути ќе мене, не за 3 дена. Морам да признам
дека навистина изгледаш одлично. Важи за една од најзгодните пејачки на македонската естрада. Како ја држуваш ова прекрасна линија? Веспаш во теретана, можеби се грижиш посебно за здравиот начин? Во последно време, значи не само што ми е огромна желба да спортувам, туку и имам да речем дел од договорот ми е со една компанија со која што склучив договор. Полео Спорт, не знам дали сте слушнале, тоа е нова компанија во Македонија, хрватска како тип на бренд. Дел од приказната и дел од тимот сум во кој што исклучиво спортот и здравата исхрана се мотивот и да речем најбитното нешто. Така често можеме да видиме фотографии. Мојот спорт е тенисот дефинитивно. Че јас сум посветена колку можам барем 2-3 пати неделно обавезно на тенис. Не можете да замислите со колкава страст играм. Не знам дали сум добра во тоа, но не е мојата поента да станам тенисерка. Идејата е дека со многу големо уживање тренирам и една од работите кои што ме прероди едноставно покрај исхраната која е во секој спорт најважното нешто. Тоа е планинарењето, значи водно е мојот втор дом. Така токму ми беше и тоа често можеме да видиме како објавуваш фотографии на водно и како играш тенис. Да. Така, бидејќи знам дека сигурно нема да ти одзема многу од твоето време со оглед на тоа што и твоите колеги, твоите танчари да ме чекаат за Скопје. Во секој случај, ете неодамна беше прогласена за најдобар изведувач во Македонија во Германија на доделувањето кое што се одржа пред неколку дена, само еве накратко што значи ова признание, ова награда за тебе. Огромно задоволство и чест кога представувате вашата земја, макар тоа било Бугарија или не знам, макар во соседна земја каде што некому тоа му изгледа ништо посебно. Но низ годиниве, да речам, како што беше ете шоуто Твоето лице звучи познато, како што беше ова доделување на награди DAF Bama Music Awards во Хамбург, Германија. Кога со самото тоа што ќе ве излечат од повеќето своји колеги и ќе кажат дека вие сте најуспешен таа година, не значи дека моите колеги не се успешни или дека не работат, но самото тоа огромна сатисфакција е и задоволство да настапите, да се појавите таму и еден, да речам, еден дел од мојата работа кој што ме прави навистина посебно среќна. И Ред карпетот е посебен филм, и самата сцена што ја делите со повеќето светски музичари таму. Огромна чест и задоволство. Во суштина, пред да отидам таму го снимив спотот со Хари Матахари и па една од работите која што е представување на земјата надвор од границите е и таа една балканска кариера преку, да речам, составување на дуети, соработки како што е таа со Хари Матахари. Песната се вика Још ме плашиш, својом лепотом. На моје изненадување навистина многу допре до публиката и многу мина ми ја спомнаа дека им се допаѓа. Едва чекам да искочи спотот да го видите, тоа е нешто последно што го изработевме, а ќе излезе како нешто мое наредно. Кога ќе можеме да го очекуваме? И дел од таа промоција надворешна. Значи, иако со години работам, јас никогаш посебно не се посветив на балканскиот пазар. Ова ќе биде во следната година едно поголемо посветување на тој пазар. Покрај Хари Матахари, Сергеј Четковиќ ми подари песна. Таа песна допрва треба да се сними и треба да се чуе како ќе звучи и ќе се прави спот. Следен период имам 2 спота кои што треба да излезат за 2 песни. Едната од тие е Бешменка, другата е Немаш право ти да ми судиш. И планирам уште ново изненадување на план на дуети. Има еден интересен женски изведувач кој што ќе биде едно големо изненадување, можеби Шакира и Бионсе дует како репер. Така што ќе оставам и нешто да видите и да чуете. Планови имам многу за концерти, да бидам вака ете на кратко да ви кажам што се е во план. Амплакт концерти се планирани во следниот период. Нема да ја прескокнам Битола дефинитивно како една од најбавите публики. Така што во следниот период околу Нова година очекувате повеќе концерти и можеби наредната година конечно после 10 години голем концерт. Па се ќе се потрудам да биде нешто што никогаш никој не направил во рамки на Македонија, се надам и на Балкан. Така што да не ветувам ништо посебно, само ќе ви кажам дека уште од сега работам на случајот. Така, значи работиш со полна паре од ова што го набра, навистина премногу офрски очекуваме во секој случај се што е ново од твоја страна, тука сме ние да ги информираме нашите гледачи. Ваша, како и до сега ја очекувам во следниот период. Навистина многу ми значи без разлика колку мислите дека не придонесувате, но сте дел од приказната моја или да кажам од
целата таа една кариера од 15 години. Така, едве чекаме се што ќе извадиш ново и едве го чекаме големиот концерт што ќе го одржиш, што го планираш и те чекаме во Битола, се разбира, битолската публика е желна за тебе. Да се поживам малку, бидејќи јас сакам Битола, многу ја сакам Битола. Со тоа што и ноќниот живот многу ми се допаѓа и убавините кои ги нуди не само Широк сокак, него и Пелестер и се она што е дел од Битола ми е, да кажам, еден од омилените градови. Ајде уште 1-2 има плюс, но на второ место после Скопје, бидејќи Скопје нормално ми е роден град. Нормално дека ми е Битола. Ти благодарам премногу и што си толку позитивна и што си толку отворена. Ќе ти посакам уште многу успеси во иднина. Се надевам ќе се видиме повторно кога ќе бидеш тука и уште подолго да си поразговараме. Само некоја порака на самиот крај до нашите гледачи. Посакувам и ви порачувам многу повеќе македонска музика. Имаме преубави песни, сакам да ги пееме на сите концерти следни. Поддржувајте го своето, сакајте го, па после туѓото. Не сакам.